Добар ден, прво издание на Дневникот на Канал Плюс телевизија. Почнуваме по кратката најава. Руралните градинки се реалност. 3 нови градинки има во селата во Кочанско. Виничките земјоделци ќе се едуцираат како да ги користат страништата наместо да ги палат. Втор проект финансиран од програмата за зачувување на Брегалничкиот регион. Јавното предпријатие Исар Штипја започна хуманата традиција за крводарување. 60 на крвни единици собрани на денешната крводарителска акција. Да се овозможат услови за предучилишно воспитание. Ова е проект на владата кој се реализира во скоро сите рурални средини. Во општините Кочани и Чешиново, Облешево детски градинки работат во селата Били и Облешево, а во приградската населба Оризари градинка ќе има до крајот на годината. Изградбата на градинки во рурални средини и опфатот на деца во нив како определба на владата и ресорното Министерство за труд и социјална политика се остварува во целост. Во Кочанскиот регион по предавањето во употреба на градинките во село Бели и опфатот на 20 на дечиња и во Облешево беше пуштена во употреба градинка во која се опфатени 50 деца од неколку населени места во регионот. За заложбите на владата за опфат на децата во градинка во Кочанско-Виничкиот регион, министерот Диме Спасов во Облешево изјави: Очекуваме да продолжат активностите во Кочани, во Оризари и во низа други општини. Како резултат на инвестициите на владата на Република Македонија во зголемување на капацитетите на детските градинки за згрижување на децата од предучилишна возраст, изминатите години е постигнат значителен успех, односно опфатот на деца од 3 до 6 години е зголемен значително. Ако во 2006 година изнесуваше околу 12%, денес изнесува над 34%, што е значително зголемување и понатаму со инвестициите кои што ќе ги продолжиме во отворање на нови детски градинки, очекувам да продолжи да се зголемува опфатот за деца од предучилишна возраст во градинките широм Република Македонија. И Кочанското населено место Оризари до крајот на годината се очекува да добие детска градинка во која ќе бидат опфатени 50 деца од населените места Оризари и Прибачево. По прекинот на работите со изведувачот, деновиве градежните работи на градинката во Оризари се интензивирани, зашто градоначалникот Радко Димитровски истакнува: градинката, за жал, една од ретките у Македонија дека изведувачот не може да заврши работата, договор се раскина. Беше спроведена нова процедура, изберење нов оператор и новиот оператор се веќе вклучи. Очекуваме дека до нова година најкасно ќе биде завршена целосно, заедно Министерството за труд и социјална политика и општина Кочани. Министерството има градежните работи, ние ги имаме електричните, водоводните, фекална канализација и грејење. Заложбата на Министерството за труд и социјална политика за отворање градинки во рурални средини и опфат на што е можно поголем број на деца се остварува. Процентот на опфатеност на деца во градинка достигна до 67%. Денес Агенцијата за вработување на Република Македонија имаше отворени денови во Делчево. Директорот Владко Поповски ги запозна заинтересираните за оперативниот план и за активните мерки за вработување до почетокот на идната година. Агенцијата за вработување на Република Македонија организираше отворени денови во Центарот за вработување во Делчево. Директорот на агенцијата Владко Поповски оствари средба со група невработени, самовработени и работодавачи од Делчевскиот регион со цел да им се представи оперативниот план и активните мерки за вработување, но и да ги чуе нивните забелешки и предлози за подобрување на овие мерки. Денеска сме во Делчево да ги согледаме потребите за вработување, потребите за активни мерки. Дали граѓаните, односно компаниите, имаат некои приметби кон работата на агенцијата, дали самите мерки кои што ги применуваме се на вистински правец или пак треба да подобриме нешто во нив. Ние секоја година ги одржуваме отворени денови и се надевам дека и овој отворен ден во Делчево, како што беше минатиот, каде што имаме неколку забелешки од работодавците кои што ги подобривме оваа година во оперативниот план за активни мерки и програми и во нашето вработење ќе придонесе за подобра ситуација во делот на Центар за вработување во Делчево за вработување.
Работодавците сметаат дека активните мерки на владата за поддршка се добар импулс за развој на бизнисот, но сепак и дека во малите средини малку потешко се успева на пазарот на трудот. Па јас мислам дека нудат некои мерки, но не знам, стварно е тешка ситуацијата, тешко е да се работи, да се обстане. Има поволни, има услови, нудат навистина Заводот за вработување поволни мерки, но како тоа може да се издржи, само ние си го знаеме. Инаку како дел од мерките кои успешно се спроведуваат со посредство на Агенцијата за вработување на Република Македонија, беше напоменат проектот Македонија вработува, проект преку кој досега своја екзистенција нашле 142 граѓани од подрачјето на општините Делчево и Македонска Каменица. Вториот повик на програмата за зачувување на природата во Брегалничкиот регион ќе поддржи уште еден проект за Виничкиот регион. Половина милион динари се наменети за едукација на земјоделците, како рационално да ги искористуваат страништата наместо да ги палат. Термоизолациона фасада во детската градинка Гоце Делчев, печки за грејење на пелети во основното училиште Славчо Стојменски, се енергетски ефикасните проекти кои веќе се реализираа во општина Виница преку програмата за зачувување на природата, а од вчера се потпише и договорот за реализација на третиот проект, кој ќе го имплементира Сдруженијето на жени земјоделки Агровинка. Швајцарците одобрија половина милион денари за едукација на земјоделците во рационално искористување на страништата, а не нивно палење. За Виница има одобрен еден проект, носител е Сдруженијето Агровинка и се однесува на едукација на земјоделците за превенција, односно за да не ги палат страништата и зачувување на агробиодиверзитетот кој што го има во овој дел од Брегалничкиот слив. Морам да изразам задоволство од реализацијата на проектите кои што беа дел од првиот повик, значи поголем дел од тие проекти веќе се завршени и имаме видливи резултати. Денеска бевме присутни на еден настан кој што официјално го означи завршувањето на еден успешен проект во Виница, со кој беше ставена термофасада во градинката. Сите останати проекти значи продуцираа одредени видливи резултати. Дел се однесуваа во првиот повик, проектите се однесуваа дел на зачувување на природата, а дел беа насочени кон искористување на обновливите извори на енергија, енергетска ефикасност. И во главно, значи во првиот повик имаше одобрено 9 проекти и тие веќе дел се завршени, дел се во завршна фаза. Оно што е најдобар резултат, највидлив резултат во овој проект е соработката на земјоделците и поврзувањето на истите со компанија која што може да ги откупува овие жертвени остатоци и при тоа значи ќе имат придобивка и земјоделците, но секако и самата фабрика која што ќе ги откупува жертвени остатоци и потоа се придобиваат кредити. Швајцарската агенција за развој и соработка ќе финансира нови 5,5 милиони денари за зачувување на природата во Брегалничкиот регион, кои ќе ги имплементираат 11 невладени здруженија кои целосно се фокусирани на животната средина. Тематски сите проекти се однесуваат на зачувување на природата, значи дел се фокусирани на агробиодиверзитетот, дел се однесуваат на геобиодиверзитетот, дел се однесуваат на промоција на природните вредности, на убавините што ги има во различните делови од Брегалничкиот слив и покриваат различни микрорегиони, различни делови, почнувајќи од Малешевијата, Пијанечкиот дел, Каменица, Осоговието, Осоговските планини, Виница, дел Кочанскиот дел, така да опфатен е скоро целиот дел. Исто така имаме еден проект кој се однесува на делот на Пробиштип, значи опфатен е целиот Брегалнички регион со проектите. Со првиот повик беа финансирани 9 проекти, од кои поголем дел се завршени, а останатите се во финална фаза. А во фаза на имплементација се и проектите кои беа одобрени за општините од Брегалничкиот слив. Инаку оваа програма ја финансира Швајцарската агенција за развој и соработка во координација со Фармахем и Helvetas Swiss Intercorporation. Јавното предпријатие ИСАР во соработка со Општинскиот Црвен крст денес организираа крводарителска акција. Акцијата траеше до 15 часот, а вклучени беа и вработените во ИСАР, каде крводарувањето е традиција. Денес јавното предпријатие ИСАР во соработка со Општинската организација Црвен крст Штип организираа крводарителска акција за вработените во ИСАР.
а акцијата ја поддржаа и граѓани на општина Штип. Сум дала над 10 пати крв и апелирам до сите дека крводарителството е добра работа, се спасува човечки живот, па секој кој може и се осеќа здрав, слободно да дарува крв. 8 пати давам крв. Сакам да давам крв да спасам некој човечки живот. За даруваната крв благодарност изразија организаторите на акцијата. Сакам да упатам голема благодарност до вработените во јавното предпријатие ИСАР, кои во овој момент ја покажаа својата хуманост, така да со секоја дарувана кеса крв се надеваме дека ќе спасиме некој живот и ќе биде дадена оному кој што има потреба. Општинската организација на Црвен крст Штип упатува голема благодарност до јавното предпријатие ИСАР од Штип, со оглед на тоа што ова е прва крводарителска акција која што се организира во јавно предпријатие. Акцијата резултираше со 60 на крвни единици, а со оглед на тоа дека прв пат се реализира во просториите на ИСАР се цени како доста успешна. Денешната акција тече сосема успешно, значи таа е доста масовно посетена од вработените на јавното предпријатие ИСАР. Сакам да искажам голема благодарност до сите вработени, сите граѓани кои дојдоа и даруваа од својата драгоцена течност. Собравме доволно единици на крв кои ќе се искористат, се разбира, за спасување на многу животи. Дарувањето крв ќе стане традиција во јавното предпријатие ИСАР, односно еднаш годишно ќе се реализираат вакви акции, додаде Ангел Бојаджиев, директор на Штипски ИСАР. Председателот на СДСМ Зоран Заев денес беше во посета на Штип, каде имаше средба со штипјани, заедно со председателот на општинската организација Владимир Милошев. Заев денес во посета на Штип, од каде ја упати и оваа порака до цела Македонија. Во центарот на вниманието ќе биде човекот, работникот, граѓанинот, текстилецот, но и наставникот, но и здравствениот работник и секој работник. Целта е да покажеме и најавиме едно ново време, каде што парите ќе се вратат назад кон граѓаните. Пратениците од СДСМ предлагаат зголемување на минималната плата. Предлагаме покачување, можеби за некои незначителни 1500 денари, на 11.000 денари. Но тоа не е нашата цел. Целта е да спиралата на платите веднаш ги покренеме нагоре. Ги сослуша и граѓаните со нивните проблеми. Дали постои закон кој што го штити и кој што го гарантира работничкото право или не? Во овој период до изборите мора да падне договор за конкретен датум за спроведување на попис во Македонија. Дали ќе биде тоа есента 2016 или почетокот на 2017, кога институциите ќе бидат целосно подготвени, попис секоја демократски нормална земја мора да има, така и Македонија. Инаку Основниот суд во Штип денес ја објави одлуката со која делумно го уважи тужбеното барање на опозицијскиот председател Зоран Заев, кој од штипскиот бизнисмен Мики Наумов бара паричен надомест од 1 милион денари за нематеријална штета и нарушување на честа и угледот. Судот денес одлучи обештетување во висина од 150.000 денари. Пред стартот на ловната сезона за крупен дивеч која започнува од задутре, ловното здружение Острец од Делчево преку програмата за прекогранична соработка со Бугарија подготвува проекти со кои ќе го заштитува дивечот. Председателот на Делчевското ловно здружение апелира до ловџиите совесно да се однесуваат во текот на престојната ловна сезона. Пред стартот на сезоната за штетен дивеч, ловното здружение Острец од Делчево се подготвува за лов на 5 ловишта за кои доби концесија за стопанисување. Председателот на ловечкото здружение Острец, Драган Христов, апелира до ловџиите совесно да се однесуваат во текот на предстојната сезона. Ловната сезона ќе започне од 3 октомври за лов на дива свиња и штетен дивеч, но за ситниот дивеч, односно полка јаребица, јаребица камењарка и див зајак ќе започне од 11 октомври. Значи, ловечкото здружение Острец Делчево располага со 5 ловишта, и тоа 3 за крупен дивеч и 2 за ситен дивеч, односно ловиште за ситен дивеч Трботивишти, ловиште за ситен дивеч Киселица и ловиште за крупен дивеч Бигла, ловиште за крупен дивеч Голак и ловиште за крупен дивеч Влајна. И повикуваме ловците, значи да си уплатат чланарината, која не ја уплатиле за да може да добијат дневна дозвола за лов. Исто така да бидат совесни во, бидејќи сепак носат оружје, намалено количеството на алкохол, бидејќи да не дојдат до несакани последици.
Приоритет на ловното здружение Острец во наредниот период ќе биде аплицирањето по повикот за меѓугранична соработка со проекти кои што ќе бидат насочени кон заштита на дивечот. Сакам да напоменам дека ловечкото здружение планира исто така да аплицира на меѓугранична соработка за одредени проекти во кои што сакаме да влеземе во заштита на дивечот од одредени болести. Знаеме дека во последно време многу е појавено беснилото на границата со Бугарија и со тоа да го заштитиме нашиот дивеч. Инак, кога сме кај ловот на штетен дивеч, ловците од Делчево го очекуваат одобрението од Министерството за земјоделство за организирање на хајка против волци, штетен дивеч кој во последните 6 месеци ги лиши животите на над 100 овци и јагниња во Делчевско. Четврта година поред делчевските ергени на празникот посветен на светите маченички Вера, Надеж и Љубов организира трпеза на љубовта на манастирскиот комплекс Богородица Балаклија. Во нивна чест беше служена молитва со надеж и верба годинава да ја пронајдат својата љубов. 50 ергени и девојки од Делчевско вчерашното попладне на празникот Вера, Надеж и Љубов го искористија за заеднички ручек кај манастирскиот комплекс Балаклија. Четврта година поред со надеж и верба во љубовта дека моќта на празникот посветен на светите маченички Вера, Надеж и Љубов и нивната мајка Софија ќе им помогне во пронаоѓањето на сродна душа и животен сопатник. Со молитва во манастирот Богородица Балаклија, локалниот свештеник отслужи молитва во нивна чест и во чест на нивните блиски. Па вака, пред 4 години, значи, наша група на другари од Делчево, поточно од Милково Брдо, решивме да организираме еден свечен ручек баш на денешниот ден Вера, Надеж и Љубов, бидејќи на тој ден, еве веќе 3 години, оваа четврта година, овој ден е за, како да кажам, за ергените и за девојките кои што не се мажени и женети, па на овој ден секоја година си даваме ручек за среќа, за да се осреќиме сите што се вели секоја година по некој еве од сите другари се женат, се мажат и тоа. На големата трпеза на љубовта, освен организаторите, ергените и девојките присуствуваа и нивните блиски, роднини и пријатели, сите со единствена молба годинава да им донесе животен сопатник. Според нивното кажување, некои од нив, оние кои учествувале во претходните години, веќе се оженети и омажени. Инаку православниот празник посветен на светите маченички Вера, Надеж и Љубов е еден од најубавите празници, пред се затоа што символизира 3 прекрасни работи: верата, надежта и љубовта, работи кои би требало да бидат двигатели на сечи живот. Денес е меѓународен ден на старите лица. Како да се живее квалитетно во третата доба? Кои се проблемите со кои старите се соочуваат? Во прилогот што следи. Денешниот ден, 1 октомври, е меѓународен ден на старите лица. По тој повод денес ги посетивме пенсионерите во пенсионерскиот дом во Штип. Иако годините одминуваат, сепак поголем дел од старите лица знаат да уживаат во нивните пенсионерски денови. Играјќи шах домино во пенсионерските клубови во нивните општини, тие секојдневно даваат белег на секој одминат ден во нивната старост. Супер, тука занимавка, карти, талба, шах, многу добро. Добро е за нас, ја мислам. За мајте не чини нешто добро. Кој како се среденци од работа, од време, нели? Сепак има и такви кои потешко ги минуваат нивните пенсионерски денови. Се пожалија на малите пензии и на скапите лекови. Со шетање со внуците и така. Задоволни сега за сега. Лековите се огнени пламен. Скапи са, ама да вика сите лекови са бесплатни, а сите лекови са со пари. Тука на клупата седнеме и правиме мавети. Младост. Да сме млади само, ама добро и вака да сме живи и здрави. Добро да рече, само болести не на јанано. Се по нешто боле. Лекови има? Има лекове. Тоа тие лекови се троеме. Најголемо богатство е младоста. Ни доктор, знаеш, ни апче. А сега едно за мене, па друго, па трето. Али интереса, па доаѓаат поколенја, внуци, внукички. Тоа ти е првен процес. На тоа се радуваме. За пенсионерите во Македонија често се организираат активности се со цел нивните слободни денови да ги поминат во дружба и забава, а таков пример се и Тодоровите трки кои се одржуваат во Виница, каде пенсионерите се надпреваруваат во игри кои ги играле во нивните млади години.
Вечерва во 19 часот на летната сцена во Центарот за култура Бели Мугри во Кучани ќе се одржи избор на житварска убавица. 11 девојки се пријавени за оваа титула, а самата манифестација е со богата музичка понуда од наши и турски музичари. Според традицијата, жетварската убавица символично со срп ја започнува житвата, што ќе се одржи во село Прибачево в недела на 4 октомври. Руското министерство за одбрана соопшти денеска дека руските сили почнале воени операции против исламска држава во Сирија. Цели на нападите се опрема, комуникација и складишта со оружје, муниција и гориво. Портпаролот на министерството Игор Конашенков изјави дека руски авиони стрелаат кон позиции, возила и магазини, за кои се верува дека им припаѓаат на екстремистите на исламска држава. Анонимен извор на сириските сили за безбедност изјави дека Русија извршила воздушни напади во 3 сириски провинции. Германскиот канцелар Ангела Меркел по истекот на третиот мандат може да дојде на чело на Обединетите нации, наведува германски Билд, додавајќи дека се почести се гласините, дека таа може во почетокот на 2017 година да го наследи Бан Ки Мун на функцијата генерален секретар. Мандатот на Бан истекува на 31 декември 2016 година. Меркел воглавно не коментира такви шпекулации, освен што често истакнува дека сака да го задржи ветувањето дадено на германците за исполнување на целиот мандат. Европските земји треба повеќе да се ангажираат за бегалците и мигрантите во Европа. Повикот го упати првиот човек на светската организација Бан Ки Мун. Според него не треба да се градат зидови и огради. Од почетокот на годинава досега, според податоците на Меѓународната организација за миграција, 522.000 мигранти и бегалци стигнале во Европа преку Средоземното море, а 3.000 на тој пат го загубиле животот или се водат за исчезнати. Најмногу мигранти и бегалци допатувале во Грција. На последните надпревари од Купот на Македонија, фаворитите забележаа сигурни победи во првите 8 на финални надпревари во фудбалскиот куп и речиси обезбедија пласман во наредната рунда. Најпривлечниот надпревар го одиграа вечните ривали Вардар и Пелистер, кој заврши со сигурна победа над црвено-црните со резултат 4:1. Се одиграа сите дуели од А и Б групите во второто коло во Лигата на шампиони. Во вчерашните одиграни надпревари, тимот на Манчестер Юнајтед по поразот од ПСВ во првото коло немаше друга опција освен победа над тимот на Волсбург, каде славеа со 2:1. ПСЖ лесно славеше на гостувањето во Украина со резултат 0:3. Реал Мадрид одигра колку што треба на гостувањето кај Малме и славеше со 0:2. Стрелец на првиот гол беше Роналдо во 29-та минута, гол со кој стигна до 500-тиот гол во неговата кариера. ЦСКА Москва пак го совлада ПСВ со 3:2. За само една вечер во Лигата на шампионите паднаа рекордни 5 автоголови, од кои 3 во првиот надпревар вчера помеѓу Астана и Галатасарај. Останатите 2 автоголови се случија на мечот Шајдхор ПСЖ 0:3. Ова е се во првиот дневник, второто издание во 20 часот. Имајте убав ден до 20 часот.